Добро вечер, 24 анализа, добре дојдовте. Бугарскиот председател Румен Радев осред Брисел вечерва прогласи победа на дипломатската војна, вели дека нивните стратешки партнери во Европа конечно го разбрале, како што рече, ја разбрале суштината на проблемот и повеќе немаат намера да ги притискат. Од друга страна, од македонска страна, се уште оптимизам во однос на оној временски рок кој што го најави новоизбраниот бугарски премиер Кирил Петков. Од друга страна пак Радев по враќањето од Европскиот совет веќе и најави дека ќе го свика Советодавниот совет за безбедност, каде што сите ќе треба да заземат или да реафирмираат, како што рече, бугарската национална позиција во однос на Македонија. Што ќе донесе најновиот бриселски туш за земјава, како ќе се прилее надворешната политика на внатрешен план, но и дали тие 6 месеци кои што ги најави Кирил Петков може да очекуваме некој датум за датум, каков што заговара Али Ахмети и Дуи. Премиерот во заминување Зоран Заев вчера во разговор за телевизија 24 кажа дека тој е оптимист, дека Македонија одговорила на бугарските барања, дека се тука за допрецизирање, се согласила за онаа комисија која што ја бара Петков и дека тој очекува во наредните 6 месеци да се случи договор, меѓутоа како што рече, договорот ќе биде постигнат од премиерот Димитар Ковачевски. Јас сум Душица Мрѓа, а вечерва за сето ова анализираме во 24 анализа на Ружин универзитетски професор, поранешен амбасадор. Добро вечер, добре дојдовте. Васко Наумовски, исто така универзитетски професор, поранешен вице-премиер за евроинтеграција, поранешен амбасадор. Добро вечер, добре дојдовте. Ви благодарам што сте тука. Турбулентна е политичката сцена и на надворешен и на внатрешен план деновиве во Македонија. Сепак она што е јасно е дека Бугарија прогласи, како што рече Румен Радев, победа во дипломатската војна. Радев најави дека ќе се свика Советодавниот совет за национална безбедност, меѓутоа и се заблагодари на партнерите во Европската унија што конечно ја разбрале суштината на бугарските барања. Како го коментирате ова, господине Рушин? Па мислам дека е смешно да кажете дека имало дипломатска војна во кој што Бугарија била победник. Од повеќе причини. Прво, не сме на исто ниво. Ние не сме членка на Европската унија, тие се членка. Второ, играат еден вид, настапуваат од позиција на политика на сила. Трето, мислам дека Радев има проблеми со, би рекол, својот бекграунд, како поранешен млад човек за време на комунизмот. Веројатно ги трпел тие фрустрации наспроти една Југославија, наспроти една Македонија, каде што се живеело многу подемократски. И сега дојдат моите 5 минути, па историјата се реваншира. Меѓутоа, така што тоа не би го земал толку предвид, дотолку повеќе што и Радев и Кирил Петков се од две различни политички вокации. Петков е сепак позначајната личност, тој е представник на извршната власт и сметам дека токму тоа што тој го вели и го прави е реално да се оценува. Она што не ни се допаѓа се тие 6 месеци, кои што никој не ги прифаќа, меѓутоа малку од аналитичарите се досетија да кажат, а зошто 6 месеци, зошто не е 3? Па, прашањето е едноставно. Во Франција изборите ќе бидат во следните 6 месеци и според тоа јасно им е на сите дека во овој момент еден председателски кандидат се уште практично не е пријавен за председателски кандидат Макрон, не сака да си го искомпликува животот на тој начин што ќе застане во отворена одбрана на проширувањето на Европската унија на Балканот со Албанија. Да, и што не е популарно, бидејќи да не забораваме, тука е Ерик Земур, тука е Валери Пекрес, кој што му дишат во врат, тука е Лепен, така што француската политичка сцена е многу искомпликувана. И сега ние одеднаш сме тука како, би рекол, како еден знак на прашање, што понатаму се случува. Секако бугарската страна беше многу агресивна, но и ова што го кажува
самиот Радев, например, не знам, ако следевте, претпоставамо тоа, одлуките на ГАК 20, на ГАК па плюс тоа она национална изјава, прво постои недоразбирање дали таа национална изјава е еден резултат од поранешни остатоци, дали таа го реафирмирана од новото. Дотолку повеќе што имаме еден Кирил Петков, кој што е еден практичен човек и кој што ни кажа дека ми треба 6 месеци да ги разрешиме прашањата, имам нов пристап кон овој проблем и мислам дека нема да си играме она пинг-понг по смисла да ја кочеме Република Северна Македонија, односно ќе направиме се што е можно да дојде до едно решавање, дотолку повеќе што пак од овие наши сознања сега што ги имаме, оние 5 плюс 7 прашања се практично решени и тие може да бидат брзо решени, но зошто не се, еве, ќе кажеме понатамошниот дел. Така ми господинот Нововски, го слушнам сепак Радев прогласи победа во дипломатската војна, ќе го свика Советот за национална безбедност. Факт е дека онаа временска рамка исчезна од заклучоците. Факт е дека таа национална изјава најде свое место во заклучоците и така натаму. Изгубили Македонија во дипломатската војна? Мислам дека вистинската победа за Бугарија во процесот на проширување ќе биде токму кога Македонија ќе ги започне преговорите, затоа што Бугарија треба да ја оправда одговорноста што има како држава членка од Балканот, но председател Радев се чини како се уште да ја завршува предизборната кампања и сметам дека и тој и останатите бугарски политички партии сега се во една ситуација кога не можат драстично да променат позицијата на краток временски период и токму затоа е она временска рамка што ја споменавте од најмногу 6 месеци, како што ја дефинираше премиерот Петков, и во тој период ќе треба да се демонстрира еден видлив резултат од тие нови работни групи. Доколку се пристапи во еден конструктивен дух таму и во добра волја, може би ќе се создаде некаква подобра атмосфера за поздравување сега кој е она разлика што сега имаме во пристапот од страна на Бугарија, додека претходно доминираше историјата во дискусиите, разговорите помеѓу двете држави. Сега премиерот Петков најава пристап каде што ќе се дискутира и за инфраструктурата, за трговијата, економијата, здравството и други теми, каде што е можно да се најдат некакви заеднички прифатливи решенија, за разлика од историските теми, каде што е исклучително тешко да се дојде до некакво взаемно прифатливо решение. И во тој поглед можно е да очекуваме дека и да нема напредок во разговорите за историјата, доколку има напредок во овие нови работни групи, ќе имаме една подобра атмосфера. Не сум голем оптимист дека тоа ќе се случи многу брзо, но барем за разлика од минатите бугарски влади, сега имаме ситуација кога бугарската страна е подготвена да разговара и за други области и доколку имаме конкретни проекти и резултати во тие области, на тој начин ќе се демонстрира тоа добро соседство и пријателство што во суштина беше цел на договорот. Да, ма Радев денеска вели Бугарија ќе отвори вратата на Република Северна Македонија само со гаранции заштита на нашиот национален интерес, доколку успееме да дојдеме до таква одлука, тоа ќе биде историски чин, но да не заборавиме дека овој процес и навреме и како резултат на тоа е целосно во рацете на земјата кандидат во однос на овие најави на Кирил Петков. Имаше изјави од бугарските политичари кои што му порачаа дека не гледаат основа и нови факти за промена на бугарската позиција. Зборувам за Илијана Јотова, Кристијан Винегин и така натаму. Доминантната политичка партија во новата бугарска влада е сепак партијата која што представува премиерот Петков. Тој секако е дел од влада составена од повеќе политички партии и тој ќе се најде во една ситуација кога ставовите во надворешната политика, вклучително и овој за односите со Македонија, ќе треба да ги усогласи со останатите коалициони партнери. Во актуелната бугарска влада има и партии кои што и во бугарското општество се нарекува партии на статус квото во минатото, кои што немаат толку умерени ставови какви што има премиерот Петков. И тука ќе биде главниот предизвик за него во наредниот период. Од една страна да ги задоволи и парањата и ставовите на останатите коалицијски партнери, но од друга страна да демонстрира дека има еден искрен нов пристап различен од претходната бугарска влада. Рушен истото прашање тука и тој
коалицијски, како што кажи Наумовски, различен поглед на работите со коалицијскиот партнер на Кирил Петков во однос и на новата министерка за надворешни работи од Има еден таков народ на Слави Димитров. Трифунов, видете, значи тоа што го кажавте, реакциите, и од тоа е, например, исто од партијата на Радев, таа е практично подпредседател. Бугарија е должна пред Европската Унија да го реши овој проблем. Значи, таа не може да одоговлечува со месеци, со години, пардон, иако настојуваат да во тој пакет вметнат работи кои што можат да го загрозат нашиот идентитет, но како што ги знаеме прашањата околу заедничкиот однос и консензусот кој што е постигнат меѓу бугарската и македонската страна во однос на јазикот, во однос на тие други елементи, 5 од тоа што се постојано провлекува и низ медиумите и во јавното мислење, мислам дека решењето е многу брзо и можно, и затоа не ме изненадува реакцијата и на председателот на државата и на министерот за надворешни работи, кој што истакна дека за нив 6 месеци е предолг период. Практично сметам дека проблемот е решен. Проблемот е решен, а повеќе нема елементи кои што ќе се надодаваат. Може да надодаваат за јазикот, меѓутоа за идентитет, за вера, за вредности, никогаш нема договори, нема компромиси. Но, од онда што знаеме, од дипломатските преговарања, ако се запрашаме зошто не се прифати овој момент тоа што сакавме, ние имаме и предмет на фон универзитетот, тоа е дипломатско преговарање. И таму убаво се знае. Кога се менуваат главните преговарачи, а тоа од наша страна беше Заев, од нивна страна Борисов, па Радев, па сега нова влада, практично се одолго влекува процесот на добивање на конечен договор. Значи, не може сега да земе Заев во овие 10-15 дена да подпише и да си замине. Токму неговата оставка, според мене, влијаеше да овој договор се пролонгира, но исто така да не забораваме и од својата спротивна страна има нов лидер, нов човек со кој што исто така треба да се договори. Така што тоа мора да го сватиме, бидејќи сите бевме оптимисти во еден период кога сметавме дека конечно е се решено. Решено е прашањето и со спомениците, фашизмот и така натаму, бидејќи има одредени декларации во рамките на собранието кои се донесени 2006 година. Решен е проблемот со јазикот, решен е проблемот и со малцинствата, за кој што е одговорен пред се Советот на Европа. Значи, немаме ние што да се занимаваме со тие прашања. Но постојано сепак се навраќаме на тие проблеми. Значи, овие што се многу подобро информирани од нас и од господинот амбасадор Васкоис, знаат дека практично е дојдено до уште да се стави точка на и. Меѓутоа, токму заради овие, како што кажавте, промени на внатрешен план, тоа се искомпликува. Иако, знаеме дека надворешната и внатрешната политика се во перманентна комуникација, зависат повратно еден од друг. И затоа сметам дека треба да бидеме оптимисти, сметам дека овие 6 месеци ќе овозможат да нешто се направи. Впрочем, се уште не ја знаеме конечната одлука на Советот. Ќе ја има првата меѓувладина конференција со Европската Унија во овие 6 месеци? По завршетокот на изборите во Франција. Тоа може да биде
значи на крајот на председавањето. Да, на крајот на председавањето, бидејќи, како што ви реков, ние се прашуваме зошто 6 месеци, зошто не 3, зошто 1 месец. Одговорот е јасен. Французите излегуваат те избори. Јавното мислење во Франција и председаваат. Јавното мислење во Франција. Само 30% од јавното мнење на Франција е расположено за проширување. Исто и во Данска, и во Холандија. И сега Макрон, кој што се смета за новиот јак шеф на Европа, од една страна е распнат меѓу идеите на претходниците на Европската Унија, пионерите на Европската Унија, а од друга страна практичната примена на сето тоа под влијание на јавното мислење. Тоа е работа. Дали сте вие толков оптимисти и дали можеме да кажеме дека договорот е до точка, до подпис, кога денеска ја добивме таа информација дека е таа национална изјава вметната во заклучоците, во која што и меѓу другото, барем повикувајќи се на онаа изјава што беше во заклучоците од на Советот во март 2020 година, се обвинува Македонија за блокирање на поголемиот дел од одредбите на договор за добрососедство, дискриминација и заплашување на лицата со бугарска самосвест и дополнително за Бугарија да ја одобри преговарачката рамка се повторува ставот за македонскиот јазик со кој бараат во официјалните документи да стои македонски јазик согласно уставот на РСН. Дали од една страна се тоа стои во документите, од друга страна можеме да бидеме оптимисти дека ето може да се случи нешто. И како се тоа ќе влијае на преговорите Скопје Софија? Во наредните 6 месеци мислам дека може да добиеме некаков позитивен сигнал за напредок, но не би бил голем оптимист дека може да се одржи првата меѓувладина конференција во наредните 6 месеци. Од причина што, како што каже и амбасадорот, имаме председателски избори во Франција и се уште самата бугарска влада е избрана пред само неколку дена и колку и да постои кај нив желба да се направи некаков пресврт и да се представи некаква нова позиција, тоа не може да се направи во краток временски период. Дополнително кај нас допрва треба да се бира нова влада. Токму така, треба да се избере нова влада. Соговорникот од нашата страна ќе биде променет, ќе имаме нова влада, ќе видиме кои ќе бидат и промените во ресорите, можеби ќе има промени во ресорите кои што се одговорни за овие разговори и сето тоа ќе влијае за еден бавен тек на разговорите. После завршувањето на председателските избори во Франција, конкретно нивното преседавање, може да се очекува дека Франција ќе сака да демонстрира едно ново лидерство во Европската Унија, иако токму Франција беше таа што го блокираше проширувањето пред 2 години, сега Франција и како што сега стојат работите реизбраниот председател Макрон, би имале прилика да го потврдат тоа лидерство и да ја потврдат својата посветеност кон политиката на проширувањето. Мислам дека во периодот пред председателските избори не би требало да очекуваме дека тие ќе се зафатат со решавање на отворени прашања поврзани со проширувањето, затоа што пред се домашната јавност во многу држави членки, вклучително и во Франција, не е расположена за поддршка на прием на нови држави членки. За жал, политиката на проширувањето честопати се поврзува и со она мигрантска и бегалска криза која што ја имавме во изминатите години, се поврзува и со внатрешно политичките прашања, недоволната интеграција на мигрантските заедници и така натаму, и тоа нам не ни оди во прилог. Но во периодот после завршувањето на тие избори, значи некаде после 6 месеци од сега, на крајот на француското председавање, а тоа е некаде средината на наредната година, би можело да се отвори нова прилика, доколку не, ќе се бара шансата во наредното 6-месечно председателство, што за нас е секако една дополнителна фрустрација, затоа што ние навикнавме на менување на многу председателства, на многу држави членки кои што ветуваа дека за време на нивниот мандат ќе се направи некаков напредок, но може би е време и сега и Македонија да размислува и за една детална анализа
за тоа како ќе се одвива развојот на државата и без почеток на преговорите, или пак со почеток на преговори кои што ќе траат 10 или 15 години. Фокусот на нашето општество треба да биде исполнување на тие високи европски критериуми во сите области и без Македонија да стане држава членка. Секако тоа е потешкиот пат. Самата политика на проширување и самиот процес на преговори значат дека една држава добива многу од Европската Унија како држава членка, но доколку е тоа една недостижна цел или пак доколку цената што треба да се плати е превисока, тогаш државата треба да развива методологија како ќе се развива и економијата и ќе се подобруваат стандардите и без почеток на преговори. Колку оваа национална изјава што се преслика од минатите заклучоци во овие, може повторно тие национални теми да ги врати на маса? Во однос на онаа резолуција на Бугарското собрание, каде што буквално се негираше македонскиот јазик и идентитет? Прво не знаеме природата од каде е вметната таа, кога е вметната, како ќе реагира Советот на Европската Унија. Значи, таа резолуција е исклучиво националистичка и е многу агресивна, што, например, пак ќе се навратам на дипломатското преговарање. Кога преговарате вие, на крајот на тие преговори не смее да има резултат од една страна едниот да капитулира, а другиот да биде победник. Значи, тоа го вели уште Тургово 18 век. Од Макијавели па до Кисинџер и сите оние Пјера Снер и така натаму. Дипломатското преговарање не е ни вин-вин за еден, а луз-луз за друг. Треба да биде вин-луз, луз-вин. И затоа, например, ние имавме реакции после Преспанскиот договор. Затоа имавме реакции после Преспанскиот договор, бидејќи и кај нас и во грчката страна не постоеше задоволство. И затоа сметам дека ова што е пронајдено како солуција може да биде во ред, додека мислам дека ова националната изјава нема никаква врска со овие елементи, само го враќа на почеток проблемот, а како што кажав, главниот актер е извршната власт, значи Кирил Петков, премиер, кој што, иако ради своите меки ставови, веќе беше критикуван од страна на бугарската опозиција деноиве. Така што човекот е сепак еден харвардски лик, човек кој што има добри релации и со Соединените Американски држави и со Европската Унија, го сваќа новиот реализам и на Балканот и во светот, и сметам дека на тој начин ќе биде реалистички настроен и ќе помогне во решавање на проблемот. Некодинеска Европскиот совет на шефови на влади и држави во Брисел, за сега проширувањето апсолутно не е споминато. Ама чекајте, и утре мислам дека се очекува да бидат потврдени само заклучоците од Министерскиот совет, а сепак оваа национална изјава, иако не знаеме дали е само по дефолт пренесена и пресликана механички или е повторно ново, иако ставовите на Радев не се баш оптимистички, барем оние официјални. Вие сте оптимисти во однос на најавите на Кирил Петков и двајцата. Меѓутоа, колку повторно и Советот се свикува за безбедност на Бугарија? Колку националистичките барања можат повторно да бидат на агендата? Надвор од тие 5+1. Ако биде македонскиот јазик официјалниот јазик на РСМ секаде во документот, на пример. Господин Муски. За разлика од нас во секоја држава со традиција во дипломатијата се формираат надворешно политичките позиции консензус на позначајните политички партии и во таа насока и актуелната влада ќе биде на некој начин обврзана да остане во рамката зацртана од документите на нивното национално собрание, без разлика на тоа што оваа политичка партија која што сега формираше владата не беше застапена во собранието кога беа усвоени тие документи. Таму постои еден став дека
позициите во надворешната политика треба да бидат поддржани од сите, и од власти и од опозицијата. Прашањето е сега како да се промени бугарската позиција, а при тоа да не се нарушат тие позиции постигнати со еден консензус во бугарското собрание. Да не забораваме дека во претходниот состав на собранието доминира партиите кои што има порадикални ставови во однос на ова прашање. Од една страна ние сега можеме да бидеме оптимисти слушајќи ги овие поумерени изјави од страна на премиерот Петков, но од друга страна имајќи го искуството и со Бугарија и со други држави членки на Европската унија, би требало да бидеме повоздржани во очекувањата. И Борисов од 2017 кога го подпиша договорот со Заев беше умерен во однос на барање. Токму така. И да се обидеме да бидеме реални во однос на очекувањата и во однос на тоа каде е проширувањето на агендата на Европската унија. Да не забораваме дека самата Европска унија има многу поголеми проблеми од проширувањето во овој момент. За нас е најзначајна токму таа политика на проширување, но Европската унија не е преокупирана со проширувањето така како што сме ние. И во тој поглед би се согласил дека треба да му дадеме една шанса на новото бугарско раководство, да видиме како ќе се постави и новата влада овде кај нас, како ќе се воспостави тој канал на комуникација, дали ќе започнат со едни нови тонови, бидејќи ќе имаме представници во овие разговори кои што се нови, за разлика од претходниот премиер Борисов и нашиот премиер во заминување Заев, сега ќе го имаме Кирил Петков и најверојатно Димитар Ковачевски од македонска страна. Да, со што ќе се отвори една нова шанса за еден свеж почеток, но истовремено тоа ќе значи дека кога се почнува од почеток, ќе се изгуби дополнително време во меѓусебно запознавање, формулирање на позициите и оттаму не сум оптимист дека во скоро време може да очекуваме одржување на првата меѓувладина конференција. Колку е осамена Бугарија во оваа блокада, господине Руше? Прво, да ви кажам дека ова што се случува со господинот Радев е, на мене ми личи на еден политички театар, мислам, невообичаен да ги соберете партиите и практично Советот за безбедност околу прашање кое што навистина ја предпоставам дека на дневен ред ќе биде опасноста од COVID-19, а не македонското прашање, но од друга страна самиот Радев би сакал ова прашање да се развлекува со години, бидејќи како што видовме се користи за внатрешна употреба. Според тоа му одговара што построги закони, што построги стандарди, за да од другата нашата страна постојано да попушта, меѓутоа и тука има граници до каде што може да се оди. Од друга страна, јасно е дека и самата страна, сама Софија, пред се Радев, истакна дека е запрепастен од изолираноста и практично критичкиот осврт на европските дипломати кон однесувањето на бугарската дипломатија во однос на ова прашање, и затоа сега сака да го поврати тој сјај. Еве, сепак тие се со нас, ние победивме, што е, мислам, чиста глупост во таков контекст. Тоа е смешно, мислам, тоа вие како боксер од тешка категорија да се тепа со боксер од нова категорија, разбирате? Демек, победник е. Па, тоа е, во што е таа победа? Мислам, да беше победа ќе биде тогаш кога на вистина ќе си подадеме рака и ќе дојдеме до она теза победник и губитник да се почувствуваат на двете страни, но до одредена граница, бидејќи никој не сака да ги издаде националните интереси, иако иматме и кај нас и кај нив екстремисти кои што ветуваат, критикуваат, се закануваат и така натаму. Во дипломатијата денеска мора да бидеме навикнати на компромиси. Очекувате ли притисок? Очекувам, мислам дека тој е веќе под притисок. Тој веќе е под притисок. Па Белки... Ма некако кај нас јавен е притисокот, никако во Софија не го гледаме толку јавно. Не, но притисокот од страната меѓународната заедница, па доволно што ви доаѓаат тука
премиери, министри на главните држави. Исто така е од некои разговори со премиерот Заев, тоа има исто кажано пред една поголема група луѓе дека има изворени односи со Макрон, дека Макрон е на страна на Република Северна Македонија, дека ќе настојува да се реши прашањето. Да, еве најавен или самит за Западен Балкан. Така е, и самит, и мислам дека бугарската страна е под голем притисок, а да не зборувам и за влијанието на Соединетите Американски држави. Така што Европската Унија има доволно алатки да влијае, но сепак да не се занесуваме дека ние сме централното прашање на Европската Унија. Тие се соочуваат со огромен број проблеми од внатрешното функционирање, од самите форми на и либерална демократија во Унгарија и Полска, преку Брекситот, проблемите меѓу Франција и Велика Британија, пандемијата и така. Значи, проблеми кои што се многу поголеми во однос на една мала Северна Македонија, која што сака да влезе. Меѓутоа, убеден сум дека ќе влезе. А дека постои расположение да се проширува Европската Унија на Балканот, Србија доби 4 кластери. Значи, и тоа безрешено прашање со Косово. Безрешено прашање. Веројатно и Црна Гора е на истиот пат, иако таа има проблем од друга природа, но целиот Западен Балкан е проблематичен. Косово, кој што чека со години... За Босна да не зборуваме. За Босна да не зборуваме. Значи, ние сме болните луѓе на Западен Балкан. Сепак, нема датум за првата меѓувладина конференција, национална изјава, дел од заклучоците дел од барањата на Бугарија вметнати во заклучоците. Колку е Бугарија осамена, бидејќи не е сега, обично овој март, следниот декември, во јуни, измеѓу и така натаму. Колку само една Бугарија може ова? Колку и да е осамена, процесот на носење на одлуките во рамките на Европската Унија, особено во Советот, кај што се носи ова одлука, предпостава дека сите држави членки, вклучително и Бугарија, треба да се согласат со предложените заклучоци и доколку една држава не се согласи, тие нема да бидат усвоени. Ние имавме искуство и со друга една држава членка, која што долг временски период беше осамена и беше единствената држава која што блокира и успеа да го одржи тоа вето долг временски период. Нашиот проблем тука е што ние билатералниот спор меѓу Македонија и Бугарија повеќе наликува на едно внатрешно политичко прашање и во Бугарија и кај нас, и на тој начин се намалуваат оние можности за постигнување на некаков компромис во тој поглед. Од една страна и Бугарија и ние треба да докажеме дека навистина сме посветени на европската интеграција, но од друга страна треба да ги заштитиме и нашите национални интереси. Тоа е логиката и на бугарската страна. Нашата позиција е секако понеповолна затоа што тие веќе се членки на Европската Унија, а ние сме држава кандидат, но сепак во секоја надворешна политичка активност примарното нешто треба да биде заштитата на нашите национални интереси. И тука мислам дека ќе постои еден сериозен предизвик и пред нашата нова влада, затоа што да не заборавиме токму прашањето за европската интеграција, почетокот на преговорите беше прашање кое што беше основа за проширување на ова владино мнозинство и во таа насока, доколку во еден догледен временски период не се започнат преговорите, навистина ќе постои и проблем за одржување на тоа владино мнозинство, имајќи предвид дека ќе расте притисокот од опозицијата после победата на локалните избори, после повликувањето на премиерот Заев и од неговата премиерска и од председателската позиција во партијата,
можеби ќе се случуваат и некакви внатрешни турбуленции во владачкиот социјалдемократски сојуз, односите со коалиционите партнери, можеби ќе бидат променети, така што ова прашање од надворешно политичко прашање ќе се претвори, односно веќе е внатрешно политичко прашање и оттаму мислам дека би требало сите да се посветат на решавање на прашањата кои што ќе одржат и стабилноста на државата и тука ќе повторам поголема одговорноста и на Бугарија, но и на самата Европска Унија, затоа што политиката на проширувањето е една од најуспешните нејзини политики и не би требало да биде запоставена во периодот што е пред нас. Иначе често се прави, ја мислам, погрешно компарација помеѓу Бугарија и Грција. Мислам дека тоа нема врска едно со друго. Од проста причина што Грција е и стратешки, и политички, и економски, и социјално многу позначен фактор и во меѓународните односи и многу позначен елемент за идејата на Европа, за Европа, бидејќи секогаш кога ќе отидете таму на нивните високи школи, грчката, на античка Грција, демократијата се зима како пример. Хуманизмот пронеден во античка се зима како еден од столбовите на европската идеја. И сега една таква Грција, која што е сепак многу силна, едноставно не можеше да биде лесен залог за Македонија и за европската. Со оглед на сето тоа што се случува со месец, со години на нас. Бугарија е веќе во друга позиција и мислам дека ја би дал една резерва. А дали само Бугарија тоа се го сака? Па тоа прашувам, дали само тоа? Проблемот е што во еден момент, прво, во момент кога навистина беше созреано прашањето да ги отпочнеме преговорите, Макрон ги измисли новите методологии. После тоа на орото се фати Бугарија. И Бугарија почна постојано да кочи и на крај се прашувавме па зошто? Зошто Бугарија игра таква игра? Но мислам дека сега веќе работите и се излезени од контрола на Европската Унија, бидејќи сметам дека јавното мнение во Бугарија стана толку индоктринирано со оваа проблематика да сега и самите бугарски политичари тешко се враќаат на позициите од 2018. И знаете, тоа сепак создава одреден бенефит за политичките опоненти и затоа тие се надпреварува кој што повеќе да покаже национализам, апетити, наметнувања, монопол врз ова прашање. Но мислам дека со новата влада, и кај нас, и кај нив, мислам дека сме близко до решавање на проблема. Пауза за реклами. Добро дојдовте назад во студиото на 24. Анализа најновиот бриселски туж за Македонија. Румен Радев најави дипломатска победа во дипломатската војна. Што ќе превзема Македонија иако од Софија стигнуваат и помеки тонови од новоизбраниот бугарски премиер Кирил Петков, но и сето тоа како ќе се преслика на македонската внатрешна политичка сцена, особено бидејќи сме пред најавената премиерска оставка на Зоран Заев и избор на нова влада со најавениот мандатар Димитар Ковачевски. Поранешните амбасадори Васко Нумовски и Нано Ружин дебатираат вечерва во 24 анализа. Пред да го затворам уште овој дел, сакам едно кратко прашање во однос освен таа национална изјава што влеза во заклучоците. Во сегашните заклучоци за Македонија точка 49 се повикува на параграф 2 заклучоците во март 2020-та, кога Македонија доби зелено светло да ги почне преговорите, тоест да конечно се случи таа меѓувладина конференција, меѓутоа не доби ни датум за тоа да се случи. Таму стои дека се почитуваат малцинските права. Што значи ова за Македонија и многу е интересно бидејќи заклучоците за Албанија не се во сегашните заклучоци, само македонските се пресликани. Да, значи јасна е стратегијата. Тоа е да се одвои Македонија од Албанија, што е недопустливо од страна на моторите на Европската Унија.
бидејќи ослабена Македонија ќе биде изолирана, ќе постои една Албанија која што, например, ќе добие датум, а ние ќе останеме последни, мислам, последни од овие држави кои што на известен начин имаат позитивни извештаи за прогрес репортите, но од друга страна, прашањето за националните малцинства е прашање кое што се дискутира и решава и регистрира и потврдува во рамките на Советот на Европа. Да, значи, Бугарија инсистира на внесување на бугарите во македонскиот устав. Не инсистира националната изјава. Не инсистира, тоа е нешто ново, не инсистира дипломатијата, бидејќи сепак вие не можете да се срамите, да црвенеете со такви предлози. Ама во 5+1 тоа едното е токму уставот. Да, меѓутоа, што се однесува до влегување на оние самосвесните бугари во Македонија, тоа прашање мислам дека беше предложено да се решава кога на крајот, бидејќи многу е тешко да се отвори уставот, знаеме што се случуваше, и затоа мислам дека и за тоа има решење пред, например, приемот на нашата држава во Европската унија. Мислам дека ќе има консензус за тоа прашање, не губиме ништо со тоа, но секако ќе има и реакции. Реципроцитетот? Точно, реципроцитетот, што со македонците во Бугарија, и тие се многу поидентификувани, бидејќи кај нас овие луѓе што добија бугарски пасоши не го добиле заради некоја самосвест дека се бугари, туку повеќе од аспекти на практични, социјални, бизнис и така натаму мотиви. Тоа е исто како што прашањето со нашите джихадисти. Джихадисти знаеме дека отидоа 100 од Македонија, 130 од Косово, не отидоа таму затоа што се индоктринирани, затоа што прифаќаат некој джихадизам, некои екстремизми, туку отидоа затоа што ги натера на тоа чувството за немање иднина, социјалната проблематика. Кога се вратија, тие се пак истите тие луѓе, бидејќи исламот на Балканот е умерен ислам, освен со некои исклучоци во Босна и Херцеговина, на оние придошлици од 90-тите години. Така што сметам дека ова прашање има простор да се решава во рамките на Советот на Европа. Господин Уловски, две прашања имаше тука. Првото ми е за индиректното вметнување на бугарските барања во заклучоците, пресликани од 20-та во однос на малцинските права, а не се пресликани за Албанија. Дали е тоа тенденција, како што вели професорот Ружин, да се одвојат Македонија и Албанија? Еди Рама имаше средба со Румен Радев. Ние сме сега во една позиција кога Албанија се труди да се одвои од пакетот со Македонија, за разлика од пред 3-4 години, кога ние како Македонија се трудевме да се одвоиме од пакетот со Албанија. Мислам дека нема да се случи раздвојување на овие две држави, затоа што е полесно и за Европската унија и незината институционална структура да преговара со повеќе од една држава во еден момент, и конечно во текот на самите преговори, откако тие ќе започнат, сметам дека ќе бидеме третирани заеднички со Србија и Црна Гора како една заедничка група на држави која што патува кон целосна интеграција во Европската унија. Не би било добро, значи, за нас да бидеме одвоени од пакетот, но верувам дека тоа нема да се случи. Во однос на уставот, тоа се 5+1, тоа е едно барање, што се инсистираше, Борисов инсистираше на влегување на бугарите, Радев да не прави на муабет. Секоја држава си има за цел да ги штити своите државјани кои што живеат надвор од незините граници, но сепак треба да се биде внимателен таа грижа за сонародниците
да не представува и мешање во внатрешните работи на нешто што Македонија го држава. потпиша и во преиспанскиот договор и во договорот за добрососедство, дека нема да се меша во внатрешните работи. Меѓутоа, каде е тука репроцитетот во однос на оние, имаме ние и пресуди за човекови права за здруженијата на македонците во Бугарија, кои што не се имплементира. Прашањата на етничките заедници кои не се мнозински во државите каде што живеат треба да се решаваат во рамките на токму тоа меѓународно законодавство за заштита на човековите права и во тој контекст и Бугарија би требало да демонстрира дека навистина ги застапува тие европски вредности и не би требало да се плаши од признавањето на македонска етничка заедница во Бугарија, исто како што и тука никој никому не забранува да се декларира онака како што тој се чувствува, но сепак ќе повторам треба да се внимава да не се наметнуваат услови, особено услови за менување на основниот правен акт во државата, уставот, кои што доаѓаат од една друга држава. Тоа мислам дека веќе влегува во сферата на оние влијанија кои што можат да се толкуваат како мешање во внатрешните работи на една држава. Господин Ружин, во однос на ние некако се закопавме и дел од парањата од тие 5 точки се и историски во таа историска комисија која што и повторно минатата недела мислам дека има средба, повторно ништо не договорија и така натаму. Во тие 5 барања се именување на учебниците во однос на како што велат би го одразувал нашиот заеднички европски цивилизацијски избор елиминирање на образовна содржина која што влива омраза кон бугарите, секако тука си оние бришење на спомениците од оние формулации на бугарскиот фашистички окупатор и така натаму. Не многу историски барања во политички договор. Историјата никогаш не била, би рекол, пријателка на нашиот народ. Ние сме биле повеќе жртви на таа историја и нејзиното повторно актуализирање денеска може и наштетува на самите преговори и затоа многу сум задоволен што неодамна Макрон изјави дека во идните проширувања ревизијата на историјата ќе се исклучи од разговорите. И како што видовте, и бугарскиот премиер некако ја спушти топката по ова прашање, нека се расправаат историчарите, немам ништо против на заеднички средби, тоа го на заеднички иконографии, на заеднички чествувања, бидејќи знаете пред 150 години многу е дискутабилно кој што и како се чувствувал. Во време на Турската империја не постоеле ни граници на овој простор. Дури некаде таму на првата половина на 19 век почнува освестувањето. А што се однесува до другите параметри, ова со фашизмот, мислам дека Собранието на Република Македонија во 2006 година има изгласано декларација, сега не ме прашувате за точниот назив, но со содржина каде што фашизмот не се идентификува со цели нации, туку се идентификува со тие што го поддржувале, со тие што учествувале во тоа. Например, не се сите германци фашисти и нацисти, не се сите бугари фашисти и нацисти, не се сите италијани. Ама така што Германија извини на цел свет, точно, не се срами од своето минато. Меѓутоа, еве ќе ви кажам, печатокот е дека Бугарија преку нас обидува да го нашминка нејзиното минато. Точно, меѓутоа еден факт. Бугарите беа индоктринирани дотолку повеќе што Бугарија до 43 година септември таму кога почнува, кога влегува руската армија, значи Бугарија се прави пресврт во својата политика и застанува на страна на антифашистичките сили. И сега што се случува? До таму 43-44 година бугарите имале само 8000 жртви, војници. Не знам, војна во Драма, во Грција и така натаму.
Од влегувањето на оваа страна тие дале околу 100.000 жртви. Сремски фронт, ослободување, така нато. Сега и тие се индоктринирани. Сакате да кажете дека се решаваат работи. Да. За времето на тој комунистички период се индоктринирани, бидејќи се под влијание на Советскиот сојуз. Ние сме во тоа време ревизионистичка Титова држава, која што не е комунистичка, не е социјалистичка, информбирото не осудува, додека тие смета дека се во право, тие ја терат вистинската битка. И затоа велам дека и ова прашање е решливо. Знам, сите сме имале, и мојот татко да ви кажам дека беше затворен, беше практично осудуван како член на отпорот во Валандово. Беше осудуван, затваран со целата таа екипа, Благој Мучето, Јосиф Јосифовски свештарот, но после тоа се случи дека бил информбировец и што беа информбировци исчезна историјата. Затоа мислам дека тука може, има простор да се реши и ова прашање и мислам дека ќе се реши на безболен начин и сепак тоа е една пријателска држава и покрај овие емоции што не обземаат денески и нервозите што ги чувствуваме сите, сепак тоа се наши соседи. Мораме да развиваме културни, социјални, економски, спортски и така и политички врски и да бидеме конечно еден ден нашите генерации, идните генерации кои ќе бидат во ЕУ, мислам дека ќе бидеме во кои генерации дали кога ќе го дочекаат. Ќе го дочекаат. Прашањето според мене дали ќе се реши? Да, ќе се реши. Прашање само кога. И ја мислам во 2022. Професоре Наумовски, сепак ова се историски барања на Бугарија, кои што и те кажав, комисијата е заглавена, нема никаков успех. Има реакции, тука има реакции, бурни реакции по тоа фамозно интервју на премиерот Зоран Заев, дали биле окупатори или администрација и така натаму. И она што го кажа, фрустрацијата дека една Германија не се обидува, ја признава својата историја, додека Бугарија се обидува да ја шминка преку Македонија. Најдобро за работата на историската комисија ќе биде таа да работи без притисоци од политичарите и од властите и на двете страни на границата. Имено кога дискутираат научници од областа на историјата, имаат своја методологија научна како се верификуваат личностите, настаните од областа на историјата и кои се можностите да се извлечат заеднички заклучоци. Јас повеќе пати сум напомнал дека за некои настани личности историчарите од двете страни веројатно нема да можат да најдат заеднички јазик и нема да се согласат за соодветната природа и карактер на одредени настани и личности од историјата. Ева го Гоцеделчев, толку месеци е заглавен. Но тоа што бил Гоцеделчев? Но и во други делови од Европа постојат различни толкувања на историјата од историчарите од различни држави. Не би требало да биде никаква трагедија доколку историчарите не успеат да се согласат, односно да се согласат дека не можат да се согласат. Затоа што исполнувањето на критериумите за членство е најмалку поврзано со прашање од историјата. Ние треба да работиме за исполнување на критериумите за борба против корупцијата, за владење на правото, за исполнување на критериуми за подобра заштита на животната средина, за подобро образование, здравство, повеќе инфраструктурни проекти и да ја подготвиме државата и пред се економијата за учество во заедничкиот пазар и се оно што значи прилагодување кон институционалните структури на Европската унија. Нашата неповолна позиција е што имаме една соседна држава која што инсистира токму на историските прашања и доколку се вратиме на почетокот од нашата дискусија, затоа гледам еден мал оптимизам во поглед на создавањето на тие работни групи, кои што ќе можат да ја расшират дискусијата и историјата да биде само една од темите, а не единствената тема на која што ќе се дискутира. Вечерва имаше средба многу интересна. Лидерот на ДУИ Али Ахмети најпрво се сретна со лидерот на ВМРО ДПМН реизбран Христијан Мицковски, а потоа и со премиерот во заменување и најавениот нов мандатар, односно председателот избран на СДСМ со Зоран Заев и со Димитар Ковачевски. Беше најавено соопштение од таа средба, до овој момент, барам додека влегувме во студио, не беше стигнато, меѓутоа она што јас го имам како неофицијална информација од средбата е дека
окей се за владата да продолжи до 2024-та, колку е тоа остварливо, господине Ружин, или ги се случат предвремени избори, како што типуваше Наумовски во текот на вечер? Добро, видите, опозицијата нормално секојаш бара некој излез, бара предвремени избори, и тоа е сосема разбирливо, особено во овој момент, после успехот на локалните избори, после овој, би рекол, атак на бугарската дипломатија, но мислам дека ако анализирате назад, ние секој година имаме некои избори. И тоа се пари. Тоа се трошење на средства, додуше тоа е добро за медиумите, бидејќи доаѓаат до некои средства, но... И многу работа за медиумите. И работа, да. Но мислам дека убеден сум дека Димитар Ковачевски ќе биде добар премиер. Што ќе владее цел мандат? Прво, зборот владее, не го прифаќам, ќе раководи. Тоа во ВМРО владеат таму. Овдека во СДСМ раководат. Значи, ќе раководи со државата, нормално во соработка со својот тим. Убеден сум, бидејќи го знам, може би, уште од првите денови, кога стапна, кога бев член на СДСМ тогаш, значи, еден рационален, интелигентен човек од акција. Сам ке раководи или? Не. Или на заед ке ги извршува наредбите? Не. Може да го праша бате Заев што да правиме за таа работа, ама мислам дека Заев сепак е решен на вистина да се одвои од политичкиот живот, а од своја страна мислам дека ќе треба да направи добар тим. Има во оваа екипа која што е со Заев доста способни луѓе, може би нешто ќе треба да освежи. Сепак да не забораваме тоа што го покажа екипата на Заев и самиот Заев, направија храбри чекори, направија практично историски исчекор, бидејќи го решија прашањето со Грција. И тоа мислам дека е најважното, некако ние го запоставуваме. Не потсеќам на другите работи, на начинот како што се рушеше тој и либерален режим, каде што не прислушкува, каде вие новинарите, а и вие се сеќавате кога доаѓав на некои емисии, морав во кондиционел да зборувам. Бидејќи ако кажете констатација, може да ве казнат и вас и мене. Мислите ли дека ќе има избори или ќе нема? Ќе нема. До 2024-та ќе владае? Ќе нема избори. Мислам дека тоа е желба и на меѓународната заедница, и на политичката елита. Мислам ова што сега раководи со општеството, мислам дека е подобро и за ВМРО-ДПМН. Бидејќи ВМРО-ДПМН, видите, ВМРО-ДПМН има потреба од внатрешни реформи. Извини што се мешам внатре. Во тоа јас се респектирам многу оваа партија. Малку имаме време. Не, многу ја респектирам, има способни кадри, како на пример еве овој господин овдека и други кои што ги знам, и им пожелувам на вистина, бидејќи ние имаме потреба од јака опозиција, значи. Па добро, на локалните избори покажа колку е јака опозиција. Ама јака, знаете што, со аргументи, со разговори. Ова што беше добро, господин Ружин, 42 општини убедиле граѓани да ги гласаат. Убедиле сега, тоа е друга тема, не сакам да навлегувам, меѓутоа е така. Испровоцира ли ВМРО прво да му реплицирате за тоа владењето, ако сакате, и раководењето, а потоа дали ќе испровоцира Христијан Мицковски пред времењето? Работите се менуваат. Знаете, доколку анализирате што се случи на политичката сцена во изминатите година и половина, ќе видите дека и поддршката меѓу јавноста се промени, за разлика од пред една година, и одредени ставови кај граѓаните во однос на некои внатрешно политички прашања очигледно се промени. Јас би детектирал тука два клучни проблеми кои што ќе бидат предизвик за државата и за општеството. Позицијата на Мицковски за преспа се промени. Морам кажа дека е реалност. Па, добре, имаше повеќе изјави на таа тема, не би го коментирал понатаму. Мислам дека клучниот проблем на општеството, и тука гледаме на нова шанса со заминувањето на Заев, е да запре таа негативна енергија помеѓу политичките партии, да запре политички
прогон кој што постои во државата, да спласнат сите оние тензии кои што во континуитет постојат изминатите години и политичките партии да комуницираат на едно пософистицирано ниво и да бидат свесни за државните интереси на Македонија, да се обединат околу она што значи подобра иднина за сите, колку и да звучи тоа идеалистички. Ние во моментов се уште немаме нормална комуникација помеѓу политичките партии, ниту пак условно речено помеѓу партиите од Македонскиот блок, ниту пак помеѓу партиите од Македонскиот и Албанскиот политички блок, а гледаме дека и во Албанскиот политички блок постојано се јавуваат нови тензии. Ние треба да се обидеме да создадеме широк консензус и за надворешно политичките прашања, меѓутоа и за многу предизвици во внатрешната политика. Тука го гледам предизвикот пред највениот нов премиер, професорот Ковачевски, кој што ќе може да даде еден нов тон во комуникацијата со опозицијата, да воспостави едни нови канали и да се воспостави едно ниво на взаемна почит и заедничка предвремени мора да завршиме. Мислам дека доколку се создаде ситуација во која што ќе се одолговлекува започнувањето на почетокот на преговорите за членство со Европската Унија, ќе расте притисокот и одвнатре во самата владина коалиција, меѓутоа ќе се намалува и трпението на поширокиот дел од јавноста, која што го очекува тоа долги години и да не заборавиме дека токму ветувањето за Европска Македонија беше главното ветување во доаѓањето на власт на оваа владеачка гарнитура. Зошто не бевте на конгресот на ВМРО ДПМН? Бев отсутен в надвор од државата. Ви благодарам што вечерва бевте гости во 24 анализа. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието, останете со телевизија 24.